Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски веднаш по превземањето на функцијата ги засука ракавите. За почеток си постави приоритети кон кои посветено пристапи. Во Министерството се инкорпорирани повеќе области кои представуваат директна грижа за граѓаните на Република Македонија. Министерот Ристовски започна со реформи во повеќе области кои се под надлежност на Министерството. Ги исполнува барањата на граѓаните, го остварува ветеното. Првиот свој работен состанок го направи со работодавачите и со представници на синдикатите. На средбата вети дека ќе ги вложи сите напори за определување на минимална плата, не вети рокови и суми. На 1 октомври за прв пат во независна Македонија беше утврдена минималната плата. Ристовски преседаваше со економско-социјалниот совет кој одлучи 8.050 денари за нето, односно 12.265 денари за бруто плата. Од одлуката задоволни и работодавачите и синдикатите. Со неа 65.000 вработени во Македонија беа спасени од сурова експлоатација. За најранливата група, децата, ресорниот министер ја вложи максималната посветеност. Нема повеќе дечиња кои питачат на семафорите. Во соработка на труд и социјална политика и МВР во Скопје беше отворен транзитен центар во кој ќе бидат згрижени децата од улиците. Центарот работи 24 часа и нуди целодневна грижа за децата кои беа принудени да питачат. Несовесните родители ќе го загубат и правото на старателство, со цел да не се користат децата како работна сила и да не се злоупотребуваат. Ристовски најави борба. Ништо не може да застане на патот за одбраната на детските права. Министерството за труд и социјална политика застана зад организацијата на детската недела. Оваа активност е исклучително хумана и значајна, но представува и законска обврска согласно Законот за заштита на децата. Ристовски цели кон остварување на мотото "Борете се за детските права". За време на детската недела се собира парична помош која ќе биде пренаменета за децата на кои најмногу им е потребна. И проектот Заедно за училиште без насилство е помогнат од Ристовски. Тој посочи дека она што се случува во училиштата е резултат на она што се случува во семејствата. Затоа стратегијата за борба против семејното насилство е еден од неговите стратешки документи врз чија основа ги спроведува активностите. Целиме кон достоинствен живот за сите граѓани, неколку пати потенцира министерот. Тој присуствуваше на одбележувањето на Светскиот ден на глувите лица, каде вети дека ќе продолжи со активна работа за создавање на еднакви можности и признавање на глувите и наглуви лица како полноправни граѓани на нашето општество. Ристовски ги повика сите посветено да работат заедно, да се креираат политики и програми кои ќе резултираат со вистинско подобрување на животот на оваа категорија на лица. Република Македонија под закрила на Ристовски станува пример за тоа како една земја треба да ги третира ромите. Кога земјава стана председавач со декадата на ромите, ги превзема и заложбите и аспирациите на граѓаните на 12 земји членки на оваа меѓународна иницијатива, притоа штитејќи ги нејзините принципи и вредности како целина. Министерството за труд и социјална политика во рамките на своите надлежности по имплементацијата на оваа декада веќе реализира неколку проекти со огромна важност. Такви се проектот Инклузија на децата роми во предучилишно образование, отварањето на 9 ромски информативни центри, а ромите се вклучени во активните мерки за вработување. Во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација, Ристовски овозможи до крајот на годинава 180 невработени лица да поминат специјализирани напредни обуки за работа со компјутери. Владата ќе продолжи со имплементација на активните мерки за вработување, со ревидирање на постојаните и подготовка на нови мерки кои ќе продуцираат зголемени интереси кај невработените и кај компаниите. Тоа ќе овозможи соодветен одговор на барањата на пазарот на трудот, нагласи министерот Ристовски. Пензиите продолжи да се исплаќаат во првата недела од месецот, на задоволство на сите пензионери. Уште 1500 пензионери добија бесплатна бања. За Ристовски најголем репер за успешноста на овој проект е задоволството кај самите пензионери. До сега ова право го има искористено над 15.000 пензионери. Спиро Ристовски настапи со полн ентузијазам, со замисла и цврсто зацртани цели. Како свој најголем приоритет ја истакнува борбата против непријавените работници и сивата економија. Како човек со големо искуство во ресорот, Ристовски продолжува и понатаму. Пристапувајќи со пријателски однос кон групите на лица чии интереси ги брани, на Ристовски не му требаат предвремено подготвени говори. Тој не настапува со политичка моќ, туку со желба да помогне, со совети и борба за човекови права. Како и сите требаше јас да имам спремен говор, па сега го имам, меѓутоа сакам да ви кажам дека немам намера да читам, затоа што станува збор не за пригодно обраќање, него станува збор за проблем, кој што вие реално го имате. И проблем кој што е евидентно дека на вас ви создава проблем во функционирањето дома и на вашите семејства.
Водејќи се од целта на сите граѓани да им овозможи достоинствен живот, остави простор да му се верува со сето она што досега го исполни.